вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Виш представник на Обединетите нации во Авганистан призна дека има значителни и широко распространети лажирања за време на контроверзните претседателски избори во август годинава. Американската државна секретарка Хилари Клинтон изрази доверба спрема пакистанската влада за акцијата на армијата пред изгресонце, кога беа нападнати милитанти кои држеа заложници во седиште на пакистанската армија во Равампилди. Почнуваме со најновиот развој на настаните. Главниот представник на Обединетите нации во Авганистан, Кај Ејде, вели дека за време на претседателските избори одржани во август е направена значителна измама. Кај Ејде ова го изјави во Кабул во неделата како одговор на обвинувањата на неговиот поранешен заменик Питер Галбрајт, дека тој ги премолчувал доказите за измами при гласањето. Норвешкиот дипломат се пожали дека наводите на Галбрајт, кој е американец, ја омаловажиле довербата во афганистанскиот изборен процес и го ослабеле кредибилитетот на мисијата на Обединетите нации во оваа земја. И покрај коментарите на Ајде за измамата на изборите, тој додаде дека нема информации за тоа колку гласачки ливчиња се неважечки. Европски представници велат дека е можно да се спорни до 30% од гласовите. Пакистанската полиција вели дека бомба самоубиец усмртил 41 лице, вклучувајќи и 6 припадници на обезбедувањето во областа Шангла, во близина на проблематичната долина Сват. Властите додаваат дека во нападот се повредени 45 лица. Полицијата соопшти дека целта на нападот бил воен конвој, а инцидентот се случил неколку часа откако пакистанските представници рекоа дека борбени авиони нападнале милитантни опоришта во северозападниот дел на земјата, при што загинале десетина милитанти. Повредени се неколкумина други. Американците денеска го прославуваат Денот на Колумбус. Овој ден е федерален празник, кој традиционално се прославува на вториот понеделник во октомври, одбележувајќи годишнината од пристигнувањето на Кристофер Колумбус во Северна и Јужна Америка. Колумбус е италијански истражувач кој пловел под шпанско знаме, предводел 4 експедиции до новиот свет, но никогаш не остварил својата оригинална цел – да пронајде рута од западната страна на океанот до Азија. Наместо тоа, Колумбус најавил нова ера во светската историја, отварајќи ги Северна и Јужна Америка за понатамошно истражување. Денот на Колумбус стана национален празник во Соединетите Американски држави во 1971. Во продолжение на News Flash, расположението меѓу македонските граѓани за членството во Европската Унија и НАТО е на константно високо ниво над 90%, вели Џон Кевано, директор на Меѓународниот републикански институт со канцеларија во Скопје. Институтот неделава треба да ги објави и најновите податоци од истражувањето на јавното мислење. Останува силна поддршката за членството на Македонија и во НАТО и во Европската Унија, според директорот на ИРИ во Македонија Џон Кевано, кој цитира резултати од неновото истражување. Поддршката за НАТО е 94% меѓу македонските граѓани, а поддршката за Европската Унија е 96%. Граѓаните генерално ја поддржуваат економската политика на актуелната владина коалиција, иако светската економска криза не ја заобиколи ниту Македонија, вели Кевано. Our poll showed some increased pessimism. Нашите анкети покажуваат благо зголемување на песимизмот, почнувајќи од пред 6 месеци, но ќе повторам дека веројатно тоа е поради влијанието од глобалната финансиска криза. Кевано жали за напнатоста што се појави во меѓуетничките односи по контроверзите околу македонската енциклопедија. It's an unfortunate incident, obviously the timing, just a couple of weeks before the EU pre-assessment. Се работи за несреќен инцидент во лош тајминг на 2 недели пред објавувањето на извештајот на Европската комисија. Се надевам дека македонските и албанските политички лидери и интелектуалци ќе го искористат ова како можност да се обединат и со взаемна почит и достоинство, да извршат ревизија на енциклопедијата на прифатлив начин за обете заедници. Независно од тоа, мнозинството граѓани на Македонија, според истражувањето на ИРИ, сметаат дека земјата е мирољубива и стабилна и не се нарушени меѓуетничките односи, вели Кевано. Вели, тој е вечен оптимист и би сакал да види позитивен извештај на Европската комисија во врска со датумот за почеток на преговори. Според најново истражување, најмалку 1 милион новороденчиња секоја година умираат затоа што биле родени предвремено. За причините од следниот прилог.
Многумина од овие новороденчиња не преживеале, затоа што се родиле пред време. Дајен Ловет загубила близнаци. Тешко е да загубите дете. Родителите на 13 милиони предвреме родени бебиња ширум светот живеат во неизвестност. Дали тие ќе живеат толку долго за да излезат од болница? Крис Хаусен од организацијата March of Dimes, која промовира здраво породување, наведува дека 10% од сите породувања се предвремени, а на нив отпаѓа околу 1/3 на смртноста кај новородените. In this report, we document for the very first time. Во овој извештај по прв пат го документираме глобалниот данок на прераното породување, што е тежок и шокантен. 13 милиони предвремено родени годишно, а над милион умираат секоја година. Бројот и натаму расте, додава Хаусен. Над 85% од случаите се во Африка. Фактори се сиромаштијата и слабиот здравствен систем, лошата исхрана и високата стапка на заразни болести пред и за време на бременоста. Во САД причините се различни. Се повеќе жени раѓаат над 35 годишна возраст, голем број користат инвитро фертилизација, процедура што може да резултира во добивање на близнаци па и повеќе, а ја зголемува и веројатноста за предвремено раѓање. Експертите велат дека секоја недела во бременоста прави разлика. Процентот на преживување на родените во 24-та недела е 50, во 25-та или 26-та 70. Но не се работи само за успешно породување. Предвремено родените често патат од потешкоти при учењето и до животни проблеми како церебрална парализа, слепило или оштетување на слухот. Во моментов не постои сигурен начин да се спречи предвременото породување. Но во March of Dimes вела дека може многу да се стори преку надообразба на здравствените работници, креаторите на политиката и идните родители за тоа кои видови на бременост се со висок ризик и како да се води грижа за предвремено родените. Утре во Newsflash, дигиталната колекција на Конгресната библиотека. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Боаџиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.